Центарот за ромска заедница Дром денеска го одбележа меѓународниот ден на ромите во занаетчиски дом. Настанот представува значајна можност да се истакне богатството на ромската култура, да се промовираат основните права на ромите, да се поттикне социјалната инклузија, посочуваат надлежните од Дром. Образованието е клучниот проблем на ромската заедница. Доколку ромите го комплетираат образованието, ќе имаат поголеми шанси за вработување и подобар живот, истакна раководителот на секторот за образование во општина Куманово Александар Јовановиќ. Денеска на овој ден ние не само што го славиме нашето постоење, туку се потсетуваме на важноста на нашата заедничка борба. Нека ова биде ден на потик за понатамошна работа, солидарност и наш заеднички напредок. Ви благодариме што сте тука и што го поддржувате правото на ромите за еднаквост и достоинство. Заедно можеме да изградиме свет во кој секој поединец ќе се чувствува прифатен и ценет, без разлика на неговото потекло или етничка припадност. Официјалната ромска химна се темели на старата ромска песна "Джелем, джелем". Првиот конгрес на ромите во Лондон резултираше и со прогласување на официјален ромски јазик, како и официјално прифаќање на називот Ром, што на ромски значи човек. На Четвртиот светски конгрес на ромите, одржан 1990 година во Полска, решено е 8 април, денот кога е отворен првиот конгрес во Лондон, да се прогласи за светски ден на ромите, кој секоја година се одбележува во целиот свет. И уште што би сакал да истакнам, а тоа е дека во општина Куманово со последниот попис од 21 во Куманово живеат 98.104 жители, од кои 2795 се од ромската заедница. Ако гледаме со претходниот попис во 2002, бројката на роми во Куманово беше 4256, што значи дека бројот е многу намален на ромите и дека одливот и наталитетот на ромите е доста голем. Друго што сакам да истакнам, а тоа е во склоп на локалната самоуправа на општина Куманово, се направени досега 4 стратегии за роми, збориме за од 2006 година. И првата стратегија што е направена врз основа на ромската заедница во партнерство со локалната самоуправа и државните институции, бевме прогласени за најдобра изработена стратегија од Совет на Европа 2008 година, што значи дека дадовме добар пример како да се работи на стратешки документи не само во Македонија и на европско ниво. Верувајте ми дека таа стратегија беше поделена во многу држави, каде што ги дадовме за реализација на оние проблеми кои што се соочуваат ромите во Европа. До сега вакви стратегии се направени 4, последната е направена 24-30 година, значи за 6 години стратегија која што се површавме со националната стратегија која важи од 2010 до 2020. Опфаќа 5 области на делување, тоа е образование, здравство, вработување, домување и култура. Не значи дека само овие теми ги работиме и другите и во областа на социјала, во областа значи и на дискриминација и вклучување на жена ромка. Изработивме доста активности од страна на локалната самоуправа. Тоа е направено средоред, значи канализација, асфалтирање, осветлување, значи што уште треба да се направи во ромските населби, не е финиширано, во тек на оваа година мислам дека ќе завршиме. Реализирани се доста образовни активности, како што се стипендии во партнерство со песталоци, околу уписната политика, со детските градинки. Еве со Хабитат работиме за стари лозија, за изработка на детален урбанистички план, вработување, имаме доста, има и некои работи што не сме задоволни. Значи, ако збориме по целост дали сме задоволни, проблемите на ромите се со децении, така да треба време за да се среди и да збориме за
поголема интеграција на ромската заедница. Поаѓајќи прво од вашето знаме, сивото не само што е небо за мене и слобода, а тоа го имате во вашиот дух. Зеленото не само што е земја, туку е и вредност, односно почит на земјата во која што живеете. Тркалото го вртиме сите, не само роми, туку и македонци, и срби, и албанци се селуваат од оваа наша држава и од Куманово. Веќе сите станавме мигранти. Самиот факт дека имаме 2 советника роми во совет на општина Куманово, дека се зборува на ромски јазик, дека имаме советник во Лер од ромите, дека имаме луѓе што работат во општина, работат и во институциите, тоа значи дека не препознаваме некоја разлика дали си ром, србин, македонец или албанец во Куманово. Може би и има некоја разлика, меѓутоа мое лично инсистирање ќе биде да се зборува повеќе за квалитет на луѓето. Имаме многу реализирани проекти, јас ќе набројавам некој само од нив. Моментално правиме реализација на ДУП, отвад кај што живее ромското население, згрижување на децата на улица, враќање во образовниот процес народна кујна на најзагрозените, субвенции на кирија, субвенции за вода, субвенции за комунален смет, бесплатна градинка на најмалите роми, бесплатен превоз и така натаму. Овој ден нека ни биде потсетник дека сите сме еднакви, дека различноста е вредност, а не пречка. Да продолжиме заедно преку институциите, граѓаните, заедниците, да работиме на општество кое го прифаќа сите и никого не исклучува. Затоа токму образованието треба да биде прв и основен столб и за ромската заедница. Нешто што не беше дел и приоритет на дел од заедницата. Поразителен е фактот што од 60 деца кои се запишуваат во прво оделение, само 8 до 10 ученици го завршуваат основното образование, кое е задолжително согласно Законот за основно образование, а е услов и предуслов за запишување во средношколското образование, кој исто така е задолжително согласно Законот за средно образование. Постојат повеќе сегменти кои влијаат на отсуство од воспитно-образовниот процес и ги имам детално анализирано и ќе ги изнесам во оваа пригода со цел за поттикнување и развој на свеста дека училиштето на децата треба да биде на прво место. Именно еден од проблемите кои се соочуваат општинските основни училишта, покрај падот на наталитетот и миграцијата на населението, која не одминува и ромската заедница и директно влијае на уписот на учениците во прво оделение, е и нередовноста на учениците, било да тоа било од објективни или субјективни причини. Факт е дека дел од учениците не се во континуитет на настава со своите врсници. Со неодење на училиште се губи во континуитет на следење на воспитно-образовниот процес и навиките за редовно следење на настава. Дополнително, ако со ученикот нема кој да му посвети внимание и да работи околу изработа на домашните задачи, бидејќи голем дел од родителите исто така го немаат оформено образованието, ученикот оди неподготвен. Да ги исклучиме сите економски фактори, бидејќи имаме многу ученици од други етнички заедници во Куманово кои потекнуваат од социјално рандливи категории, но сепак редовно го следат и не го напуштаат воспитно-образовниот процес. Точно процесот на миграција, барање на азил во некој од европско развиените земји и заминување на сезонска работа се клучен фактор за пишување на учениците. Овој тренд не е типичен само за ромската популација, бидејќи со тоа се засегнати ситни етникуми на територија на Република Македонија, меѓутоа споредба со другите заедници кои заминуваат на привремена работа, децата остануваат тука и не го прекинуваат воспитно-образовниот процес и едукацијата, или пак доколку заминат со родителите, уредно го продолжуваат своето образование и надвор од границите на Република Македонија. Со враќање на родителите по одреден временски период од државата, законска должност е повторно да го запишат своето дете во училиштето. До проблем доаѓа доколку ученикот не следел настава во местото каде што престојува, делумно следел или има само потврда за некоја едукација која не е доволна и не го потврдува со официјален документ за вршување на наставната година, која со тоа ќе биде и предмет за нострификација од страна на Министерство за образование и наука.